Седом го имаме нашиот слушател Јане Мавчев. Јане, се слушаме? Ало, добро вечер, Дончо, се слушаме. Добро вечер, добре дојдовте, Јане. Добре најдовне, македонски збор, кој што се применува во сите семејства. Добро, дали мислите ние како диаспора во овие значајни историски моменти треба да бидеме надпартиски и над други влијанија? Се мисли на странски влијанија или било какви? Искуството покажува дека не можеме да бидеме надпартиски затоа што во цело време каде што постои диаспората никогаш немало единство, затоа што не влијаело ни една партија, затоа што знаеме ние дека претходните 40 години, 30 години македонската диаспора никогаш не била единствена, можеби во наводници, мислам, тоа е моје видување и моето мислење. Можеби заради тоа, затоа што никогаш не сме биле партиски определени. Но, знак дека не партиски определени и дека македонското национално ткиво, македонците во диаспората може да бидат единствени, многу убаво докажавте вие како основач, господине Дончо, на протестот што се одржа во 2008 година за не промена на македонското уставно и вековно име Македонија. Добро, дали сте за, добро го кажавте тој став за било каква додавка на името, значи за референдум сте или не сте? Видете се, мислам, тука можам за тоа да разговарам. За референдум не сум, апсолутно не сум, но референдум е политичка алатка каде што нашата влада исклучиво се бори да ги зашемети, народски речено и некој ќе рече селски речено, зашемети другите политички структури во светот. Дали сте за право да има глас на диаспората? Донче, јас мислам дека се осеќам дека сум дел од Република Македонија и тоа е нормално дека... Која ќе биде реакцијата на овде, која мислите треба да биде реакцијата ако не бидеме вклучени, да има референдум, а да не бидеме вклучени на референдум? Мислам да ние го кажам на нашиот став во 2008 година. Вие бевте организатор. Добро, сега да се слушаме. Да, вие бевте организатор и го кажавте ставот и го кажавме ние македонците од диаспората во 2008 година. Мислам не би требало да се повторуваме. Дали мислите треба да има преговори? Преговори само треба да има фиктивни. А никогаш не би требало, затоа што преговорите ги започна господинот антимакедонец Бранко Црвенковски и во 2003 година, фактички, мисламе во 2005 година, условно кажано, и ние мораме едноставно да продолжиме по тие патишта. Затоа што премиерот Груевски во изјавата во 2008 година убаво кажа дека ние ако ги откажиме тие преговори, ние сме губитници, ги губиме сите сојузници. Сега преговорите се преговори, значи преговорите одат до безкрај. Да, Јане. Ние едноставно, ние едноставно ги прифативме грчките ултиматуми во 2005 година, мислам Република Македонија и Бранко Црвенковски ги прифати грчките ултиматуми и ние мислам нека тие се доволно и можеме војни едноставно само да се браниме за нив. Да, Јане, сега момент, сега тие преговори може да одат до бесконечно, а и значи нашите маки, нашите страдања и овие депресии што ги имаме со години, што не отруја со името, со преговори ова, значи ќе трајат бесконечно. Значи мора да се најде начин да се стопира тоа. Нели од почеток уводот и размислувањето и на Гордана и на моје и на повеќе слушатели беше овие веќе депресија ни дава тоа име. Знаете колку стануваме нервозни само малку да се појави нешто за врска со името. Значи мора да се најде начин да се речи стоп за ова нешто. Да. Депресијата е во целиот живот на човечкото суштество. Депресијата постои и нормално дека треба да се бориме против нејзе. Сега, например, ние мораме да бидеме јасно и свесни дека ако ги прекиниме
прекиниме преговорите. Тие не се преговори. Добро, Јане, многу, вака. многу Само една работа, извини. Да. И на Драга тоа го реков. И Драга го на некој начин, например, си го кажува, мислењето е оправдува, например. Сега владата како влада, та си знае што треба да прави, така? Да. Ама ние да го кажеме, сега од една страна ние викаме прекина преговори, од друга страна го оправдуваме. Ние треба да си го гледаме нашиот став, сваќаш? А сега, владата си ги знаете условите на кој начин дали е потребно или не, ама кога ќе ги имат на ум нашите мислења, тогаш не даваме можност да помисли на нешто понатака, да оти на нешто лошо. Тоа е работата сега. Затоа е ова трпина да направиме ние цврст став како диаспора. Да. Мислам да се префрлам на Република Македонија. Република значи уредување на државата, значи може да биде република, монархија и така натаму. Значи Република Македонија. Ние стоиме за името Македонија, а уредувањето ние моментално, и мислам дека некој го поддржува, можеби не република, некој можеби сака монархија, дека сака некој цар. Која ќе биде твојата реакција ако се додаде? Ајде, лична реакција. Ајде. Ами јас кажав многу одамна. Мојата лична реакција ќе биде, јас сум го изјавил, веќе ќе го изјавам многу и преку вашиот медиум. Нема човек роден во Република Македонија кој што ќе стави потпис за промена на вековното име Македонија. Нема човек. Јас да ви кажам право, се жртвувам сами од себе си и мојата фамилија, и тоа ќе биде мој став и од секогаш и за секогаш. Добро. И нема шанса да биде. Што мислите за враќањето во политичкиот живот на татарот Лупчо Георгиевски? Што мислите за неговите последни изјави во врска со името дека требало географска одредница? Лупчо Георгиевски отворено веќе подолго време како македонци не прави будали, речено со обични зборови, и наголемо се игра со нашите патриотски чувства во последно време. Што мислите? Кое е вашето мислење за врска со овој човек? Не, ќе се насмеам, мате. Знам дека... Извинете, а друго, да ве прашам, тоа се однесува на периодот каде што владееше, мислам и управуваше со партијата ВМРО-ДПМН пред 2002 година, или за сегашното владење негово? Сега не владајте, јас кажав јасно и гласно. Што мислите за враќањето на политичкиот живот на татарот Лупчо Георгиевски? И сега пред неколку дена даде изјави дека требало да даде од географска одредница да сни додали и дека ние сни бидле будали што сни се правеле патриоти. Мислам го прочита текстот, не треба да те објаснувам. Значи не поничи ние што му сни уверувале на... Не, точно, мислам дека би требало да бидеме сериозни. И ВМРО-ДПМН е сериозна партија, каде што тој самиот Лупчо Георгиевски водеше до 2002 партија, но ВМРО Народна партија сега си е партија која што тој има замисли своји и желби своји. Ќе го ставиме. Дали... Ако народот, македонскиот народ... Добро, сега не го бараме мислењето на македонскиот народ, го бараме твоето мислење. Моето мислење... За овие изјави дека треба да се дадете географска одредница. Или за ова дека за патриотизам, дека во стварност не биле будали што ваков патриотизам. А јас би го дополнил неговото излагање. Географска одредница доколку Грција ни го ослободи Егејскиот дел и доколку Бугарија ни го ослободи Пиринскиот дел. Тога ќе додадиме некоја одредница. Некоја во наводници, да не бидам многу погрешно сват. Тасманија? Не? Македонија. Одредница Македонија? Не, одредница, слушај, проблемот е многу јасен. Република Македонија, а јас кажувам дека, окей, нека ни го дадат. Добро, ја не гледам, слушај само, добро, гледам дека вешто ги одбегнуваш прашања, но врска, која е препораката? Тоа е политички. Која ви е вашата порака? Не, ама не се изјасни. Дочо, но која ви е пораката за типови како Лупчо Георгиевски и слични на него? Ајде се. Ова сакам да ми одговорите на ова прашање. Ја многу јасно и гласно да тој нека си ги застапува сегашните идеали, а минатите идеали нека ги остави ние да ги застапуваме.
Добро, Јане. Што мислите за Бранко Црвенковски, неговото нездраво делување? Дали треба да се уште да биде во политиката, дали треба ние како диаспора да му веруваме и дали е добро ова што го прави во овој момент? Мислам дека многу терминот го ставивте нездравиот Бранко Црвенковски во многу поблак режим, го ставивте како нездравиот Бранко Црвенковски. Тој не е здрав, тој е многу паметен. Тој што е зависник од пара, тој што е зависник на драхма, тој што е зависник на жолтици, тој кој што е зависник на златници, тој кој што е зависник на сребреници, тој во 1995 година дозволи, рачунајте, дека Македонија ќе биде примена под привремената во наводници референца ФИРОМ. И сега јас какво мислене да имам за него? За него би кажал како човек, како личност, не смеам да се изгледам поинаку, но би го баш со многу депресивно, може би ќе речем, че се навратам на преđешната ваша изјава кога кажавте депресивно, но многу разочаран кога сега се донесе еден закон, баш ова недава, се донесе еден закон каде што македонците не смеат да бидат оттуѓени од Република Македонија. Јас мислам дека тој закон треба да се повлече и треба да се каже дека Бранко Црвенковски не припаѓа на македонската нација и не апсолутно тој треба да биде протеран од Република Македонија, не казнет. Казната со убиство или со затвор не е ништо за него. Добро. Тој треба да биде протеран од Република Македонија, да види што вреди и што значи Република Македонија. Времето изминува стварно, а да одиме со на другото прашање. Која е вашата порака за опозицијата? За опозицијата? Немој да речеш дека не сме да има опозиција, дека мора да има опозиција. Да, точно, затоа што се повеќе уминие, затоа што едноумието умре, готово, нема, Југославија умре, точка, едноумието умре, затоа што јас се сложувам да имаме конструктивна опозиција, но опозиција која што не чепка во националното, како што чепна господинот Бранко Црвенковски во 95 Добро, која е ваша, значи што треба да се да бидите една опозиција во Македонија? Како сакаш ти да ја видиш една опозиција? Опозиција конструктивна, која што ќе работи во економскиот план, која што ќе работи во перспективата на Република Македонија. За интересите на Република Македонија. Да, во ново националното никоја партија од Република Македонија не смее да чепни. Се знае дека Република Македонија го носи името Македонија, кое што било вековно, кое што било наследно од дедо и предедо.